ако не е ВМРО да ги зезне и сега ние да предложиме. Што да зезнете бе? Кого да зезнете? Пошто е народ леп што бара да зезнете? Да го зајабат цел ЈСП, да останат луѓето без пари. Па кај себе тие комити? Или само нешто ќе те питам, бабо, на next time кога ја пеат се комити, а? Изборе Шарсовска и Лани, дека се политички игри. Дека се политички игри. Од судот, дека има пресуда дека градот Скопје со право му го раскинал договорот на Ленин. И види, Ленин од автобуски превозник, приватен автобуски превозник, стана криминалист. Кога тоа Стефан Андоновски се договараше како да ги заебе вработените во ЈСП. Да ги зезнели, заебе, се не можам да се сетам. Зезни. Барем културен. Ја пуштите сликата. Само момент. Мене ке мене доцни вако. Ај зумирај го тоа скроз текстот сега. Рацете не мора да се гледаат прстите во оно, текстот да го видат убаво гледачите. Како они се договараат всушност да ја водат играта. Значи овдека на текстот може да се види манипулацијата. Програма 24 Иванка е едната. Вели, првиот коментар го користам правото се бранам со молчење. Стефан пишува во групата, му стиска срценце Илија Димовски, очекувано. Браво. На Стефан да му стисне срценце. Ба си се поддржуваат јака група со срценце. Да. Илија Димовски се. И ова е Никола Дуловски, кој што вели мислевна, ако не е ВМРО да ги зезне, зезнеме и сега ние да предложиме. Значи, смислува... Што да зезнете бе? Кого да зезнете? Пошто е народ да зезнете? Пошто е народ леп што бара да зезнете? И да, демек можеше демек паметни се. Дека многу дека им текнало како ќе ги зезнат. Врати ме у програма. Чега мечка ја го пропушти моментот со срценце. Им текнало, чега ќе се вратиме на срцето. Многу голема работа им текнало да го зајабат цел ЈСП, да останат луѓето без пари, без плата. И што памет ке беше тоа бе. Кого бе да заебете бе? Ајде ше еднаш пушти го тоа. Нека види го на... Имаме ли поблиску така? Цел екран нека го фати. Се гледа убаво? Они смислиле како да го појават ЈСП. И со тоа цел град да го блокираат. Значи они глесаа како размислуваат со тоа нивното мозаче. Добра е, алузијата на мозачето е добра. Стварно мало мозаче имаат. Значи они сега што мислат? Ќе го зајабат ЈСП, па со све ЈСП ќе го зајабат цело Скопје и Скопје ќе се дигне на нозе и ќе вика уа Данела. Абе, што е проблемот со овие ликови? Ова е стварно како мали джокица замислува политика дека се води. Ова вицови ќе се кажуваат од ова човече. Кој демек нема плата, овие идат на протести, нема автобуси, колапс на сообраќајот, децата ќе идат по улици сами ќе се растикаат, родителите ќе бидат нервозни и сите ќе викаат уа Данела. Абе, И ај сега нешто да предложиме ги зезнеме. Ама стварно е толкицко нивното мозаче. Кој што го гледавме на она. Толкицко има. И уште срциња си имаат у групата. Не, тоа не е дека Има логика. Има логика, мислиш? Не мислиш? дека не очекува. Логичен след на настаните. Као зезни го, реши го ЈСП и мавни си срценце. Не. Нешто така? Ја мислам треба да го предупредиме Стефан со време да внимава. Или уа Данела и мавни срценце. А не треба Илија? Па, Да внимава. не знам кој им се односите Сега до не толку во детали. Само видов срценце. се извинувам, ја не ве пратам сега во моментов. Тие што од прилика знаат. Нема потреба да не влегувам. Аха. Добро. Да не треба Што реприза. што значи еден пратеник да ти стави срце на пораката? Значи дека можда и ти ќе бидеш пратеник еден ден. Па не знам дали му направил интервју. Или можда ќе имаш средби со европратеници негде у странство. На тоа да не мислите. Да не мислиш, Да не мислиш на на едно тоа мечка. популарно туристичко место каде што македонците одат секое лето на одмор. Со европратеници на средби?
со На тоа ли видни мислиш? членови на Европарламентот. Да, во право си. Коментари веќе со поедноставени реченици и зборови веќе Абе сега гледај, ме тужи Мицко, сега ми фали уште Илче да ме затужи, да ме развлекуваат порочишта и така натаму. Немој така те молам. вака Убаво име има, Илија. Добро де. Сега стварно сакаш да те тужи. Не, од милост беше А. ова. Уф, сачуве Боже, погрешно ќе ме сватат. Не, воре ти. Еве да го цитирам Илија, Роки Илија. МКД вели срце значи ти го ставил меракот. да дека е фин. Првин ти го Паметен. става меракот, а после Меракот. зависи. Добро, значи Значи- шегата на страна. Шегата на Они страна, си прават- они се договараат и прават стратегија во група меѓу себе како ќе ги зезнеле овие од ЈСП. Дај ќе им предложиме друго. А врци ќе ги зезнеме. Ќе ги малтретираме, ќе ги тормозиме. И што се деси? Гледате мозок. Им влета овој Джако Зуки на совет. Па нели ги виде дека ниеден не дојде до Трајко да каже чекај ќе те браниме. Они да можат ќе покажа со прст, абе Трајко Славевски е крив. чекај, Ние чекај. сакавме да гласаме, он ни Виде ли каже не. овој Рунтавиот, Такво кога им воморо. влезе, ово, оно. Па кај се бе тие комити? Или само нешто ќе те питам, бабо, на next time кога ја пеат се комити, Па што Тогаш не се дојдат забави. бе, да му кажат, чекај бе, не си управо, Овие се- нема плата за тебе, Овие се што не му кажат на Комити од човекот, Халкидики. Они Пандов го чека. Да Со дојде да багерот. каже. Ама да не беше он... Не, ама види, легендата вели дека Пандов уште заглавен кај влада со багерчето и дека не може да помине поради гужвата во градскиот Метеш. метеж, да. Да, тоа не знам. Да. Не знам. Имаше најава дека ќе оди со багерот пред влада, не знаеме дали стигна. А Советот на град Скопје нема да го руши со багер, не? Не. Пази. Тамо блокира. Ова не руши. денес е реприза од она што го правеа лани. Абе, постојано го прават И истото. Арсонска лани го кажуваше исто тоа. Ама денеска се фатени на дело. Лани се сеќавате дека го блокираа градот Да, со автобусите на Да. Ленин. да. Да. Се Ама сеќава- претходно со синдикатот. Првим почна со синдикатот. Ги лажеа луѓето, ги местеа, ги Им гореа, ги доцнеа една става недела плата, нешто така беше. 3 дена. Или 3 дена, извини. И што треба е? до 15 бе исплатен 18. 3 дена до се плати. Се сеќавате? Како не? Ленин Од вчера Јовановски, луѓето од вчера синдикат ги злоупотребуваа, ги местеа, ги бутаа Абе ги лажеа. ги лаже Просто политички кажи, игри. да. Изборе Шарсовски и Лани. Дека Они се мислат политички дека игри. народот заборел. Дека се политички игри. И дека наводно градот му должал на Ленин и на приватниците не знам колку. Знаете каков е исходот од тужбите на Ленин? Не знаеме, кажи. Сите тужби на Ленин за наводен долг од ЈСП Скопје од градот се загубени. Ленин ги има загубен. Е што така? Со што е констатирано дека градот не му должи денар. И се? Знаеш дека има пресуда дека од судот дека има пресуда дека градот Скопје со право му го раскинал договорот на Ленин. Бидејќи го злоупотребил системот. Дека не возеле автобуси, а прикажувал дека возат. И тоа имало. Да, дека земал милионски суми, дека не ги исплаќал другите превозници. Опа. Како денес возат превозниците? Приватните? Без проблем. Дури и приватните превозници дадоа поддршка на Арсонска. Добро. Вчера или денес, не знам, не се сеќам кој беше. Или пред некој ден. Е што така, па нели според манипулацијата требаше И Па го Лани го песите да праве ви како- ова, и го блокираа градот. И шетаа луѓе по улица, и ги злоупотребуваа, ги инструментализираа, без грев. Еве гледам, видовме денес и од коментарите гледаме нивни у чат, колку они имале грев и колку мислеле на нив. Они ги Колку им е лажат. гајле за луѓето. Ние многу секираме за вас. Ние сакаме вие. Еве гледав, видовме денес. Само денеска се фатени на дело. Денес нема бегање. Деконспирирано. Денеска си видоа самите ова синдикат. И види Ленин од автобуски превозник, приватен автобуски превозник стана криминалист. Што е тоа? Па е експерт по криминалистика. А Смени професија човекот. вози се автобус или не? Не. Тргнате од таму, па ги излажат тие превозниците, ги стају дуг, ги стају проблем, у тужби кои што не може да ги добијат и тоа е. Се е криминалист. Еј, Филип, ти си имал Више луксузен не. саат, де кажи што е саат. Де кажи, да,
Што сад? Не влегувам у глупави дискусии. Зените сатот. Добро. И руски. Од Димитри Медведев ми го прати. По специјална пратка. По гулап. Да, гул. Пошто ништо не стига од Русија до Македонија у моментов, освен гулабит. Да. Го шлапа Ленин едно време. Истиот овој човек што за малце ќе го зашлапаше. Тој ли истиот? Истиот. Го знам тоа видео. Да. Кој ми кеше доста бе лажеш. А знаеш ли зашто го шлапаат тогаш? Зашо му крадал пари? Не бе, ги терал сите да земат како се викаше со фискални сметки, по 5000 евра да платат на фирма за систем за фискална сметка, за апаратче, и после тоа им вика не ги користат. А зашто да не ги користат? Затоа што видовме дека лажно наплакил километража и така натаму. И не наплакил ни еден билет. Да. Тоа е. И сега е криминалист.